ден, другарчиња! Добар ден! Поздрав до сите што не гледаат! Ние се чувствуваме одлично и сме спремни за уште една дружба со вас. Може јас да кажам што ќе правиме денес? Секако дека може. Запознај ги другарчињата за содржината на денешното видео. Денеска, другарчиња, ќе повторуваме сето она што го учевме до сега. Броевите, формите, што друго теткакате? Овошјето, зеленчукот, така, емоциите. може и емоциите. Дали вие, другарчиња, сте спремни да ни помогнете да повториме се? Спремни сте? Ајде тогаш. Ајде, Мики, да започнеме најпрво со броевите. Се сложуваш? Секако. Другарчиња, еве ги нашите броеви од 1 до 15. Така е. Ќе ги кажеме по ред, но јас овде имам едно магично стапче. На секој број правиме пауза, еднаш тропаме и го кажуваме следниот број. Тоа изгледа вака, Мики. 1, 2, заедно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Браво, Мики! Браво и за другарчињата дома. Од 1 до 15. Ајде, Мики, одиме малку побрзо. Другарчиња, спремни? 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Браво, браво! Браво за сите! Сега, дечиња, да ве прашам. Што друго гледате на нашата табла денеска? Над броевите ги гледаме формите, така е. Ајде, Мики, ќе ми помогнеш? Секако. Ајде. Првата форма ни е Круг. браво. И дечињата дома да ни гласно да ни кажат, ние ќе слушнеме. Втората, Правоаголник. потоа, Шестоаголник. до него, Квадрат. веднаш до квадратот Срце. и за крај, Триаголник. браво. Тоа се формите што ние ги учевме во нашето видео. Сега, наредни се деновите во неделата. Другарчињата со песна од дома ќе ни помогнат да ги кажеме. Одиме, Мики. Ајде. Понеделник, вторник, среда, денови се во неделата, четврток, петок, сабота и недела исто така. Браво! Ајде, дечиња, да ги повториме убаво деновите во неделата. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота и недела. Ете така, ги повторивме и деновите во неделата. Дечиња, ајде да ве слушнам гласно. Што гледате на таблата? Од оваа страна имаме овошје. Така е. А овде ни е зеленчукот. Браво. А Мики ќе ни каже
Зошто ние треба да ручкаме многу овошје и зеленчук? За да бидеме силни, здрави, среќни, весели, полни со енергија, да можеме да трчкаме и да си играме насекаде. Така е. Браво, Мики. Сакате ли, дечиња, да ги повториме? Ајде прво овошите. Уште малку имаме јаготки, свежи, убави во нашите градини. И затоа треба да ги ручкаме многу. А сега наскоро ќе ни дојде лубениците. Зрели, црвени, вкусни. Многу децата сакаат да ги ручкаат. Сокче од лимонче, од портокалче. Ќе ручкаме праска во летото. Кога ќе ни дојде есен? Грозието е овде. Црешички исто така. Банани, јаболки, крушки, се за децата. Дечиња, треба да јадете и многу салати. Со краставичка, морковче, зелка, домат, пиперка. Во супичка може да си ставите компирче, кромитче. Морковче исто пак се става во супичка, за да биде вкусна. И брокула. И брокула, Ќе да ја добиете заборавив. највкусната супа на целиот свет. Тетка Кате, Мола, Мики. го виде вчера времето какво беше? Да? Страшно, нели? Не, зошто? Епа многу грмеше, врнеше, светкаше. Јас многу сакам кога врне, ама не сакам кога грми и кога светка толку, кога има грмотевици. Ама татко ми потоа ми рече: Мики, немој да се плашиш, ќе си седнеш на креветот и ќе си седиш, ќе помине. Немој да стоиш до прозорците само, седи си и ќе помине. И не ми беше после толку страшно. Па така е. Се појави потоа сонце? Не, ноќе беше. Тоа беше во ноќта. Да. Може затоа беше толку страшно. Па да. Инаку ние се радуваме на сите годишни времења и какво и да е. И кога врне дожд, и кога грее сонце, а исто така и кога има виножито, на нас многу ни е убаво и сме многу среќни, така ли, Мики? Да. Да. Иако Мики, дечиња, беше малку исплашен од невремето, сепак, на крај, се расположи и беше среќен. Да, Така. така беше. Да. Исто можеме да кажеме дека некогаш сме многу лути на некого. Или пак, ова беше лут. А ова беше Тажен. тажен. Да. Ова е кога сме тажни, може да бидеме и тажни, може да бидеме и лути. И што рековме, Мики? Дека најважно е да заборавиме на се и секогаш да бидеме насмејани и среќни. Така е. Дечиња, сега наред се буквите. Последната буква, како што се сеќавам, ни беше З. Така ли е, дечиња? А веднаш по З ни доаѓа Д. Д. Звонче, дзид, звезда. Ете така, Мики. Голема буква Дз и мала буква Дз. И наред песничката на тетка Кате за буквата Дз. Одиме. Ајде. Училишното звонче звони за крај, а една убава звезда блеска во полн сјај. На ѕидот пишува: Звонко ја сака звездана. Убаво е? Убаво е. И многу интересно звончето. Да. Дечиња, јас
Се надевам дека уживавте и во ова видео. Јас уживав секако. Кажавме дека училишното звонче го означува крајот на часот. А со ова звонче, ние ќе го значиме крајот на ова видео. Довидување!